шекер или без? Какво го пиеш? Без шекер, пошто сум дебел. Обично за новинарите велат дека многу пијат кафе, дали тоа важи и за тебе? Не сум типичен новинар кога станува збор во количината испиено кафе, 1 до 2 на ден, најчесто на утро. За концентрација? Да, и да се расонам. Видиновски, што беше предизвик да влезеш во тимот на телевизија нова? Млад и амбициозен тим, може си да цем кафе, така? Да. Многу е предизвикувачки да се крева, условно кажано, медиум од нула. За среќа имавме можност да се најдеме у право време на право место и ете не тука. Јас сум многу забавен, тоа сите ми го кажале, воопшто не сум сериозен. Меѓутоа, и кога почнав да работам телевизија нова, почна и добар ден да ме викаат у влез и знам дека сум успеал веќе у животот и тоа е тоа. Некои од патувањата што беа изминатава година беа и повеќе од возбудливи, да не речам и опасни. Секако би го издвоил тука неуспешниот воен удар во Турција, каде што не спиевме, представувавме на аеродром со мал обид да спиеме неуспешен. Потоа терористичкиот напад исто така во Истанбул за време на Нова година. Авантурата со снимателот Тони во обид за среќа успешен да го најдеме паднатиот авион во Катлановско, како се викаше, Кожле, во атарот на селото Кожле. Меѓутоа беше тоа една авантура од неколку часи, не се многу врнеше, бевме во кал. Стигнавме што стигнавме до авионот и ја заработивме нашата работа, се враќавме пешки со снимателот Тони, еве не е тука да ни каже. Не нападна кучиња, планински, дојде еден човек што е вработен во фарма за кози што се наоѓа во непосредна близина, ни даде нож со напомена да го потребиме ако ни се доближат кучињата многу блиску, кучињата ни се доближија многу ниско. Ја не го потребив, така што Дани Мамунди може да бидат спокојни. Се најде едно југо што не превзема и страшно беше, мислам сега вака ние се зезаме нели да биде поинтересно, меѓутоа опасно беше сега случај. Јана Јосиповска најтемпераментната, снимателот Брзи најзабавниот, Пандорче најстрогата, Филип најдосадниот снимател и Гравче најбољиот организатор у Скопската котлина. Фала ти, Видиновски, можеш да си го земеш кафенцето и да си уживаш во денот. Ти благодарам. Фала ти.